Утрото е најважниот дел од денот. Утринското кафе е првиот ритуал. Првата најава на денот кој доаѓа. Ние ви нудиме енергично и динамично будење, со актуелни теми, анализи и дебати. Утро кое ќе ве подготви за политичките, економските и културните предизвици кои ги носи времето во кое живееме. Утринско еспресо со Златев и Боцевски. Секој ден од 7:30 часот наутро на Радио Лидер и на lider.mk. Почитувани слушатели на Радио Лидер, добро утро. Точно е 7 часот и 33 минути. Време е за утро со Златев и Боцевски. Цела недела беше утро со Златев, Боцевски, ама уствари беше со Боцевски и Милосавлjević, затоа што Златев беше на бајинско лекување. Еве сега се вратив и може заедно да сослужуваме во символот на Во храмот на радиото. Во храмот на Радио Слободата. Да. Драган, да ти се заблагодарам што ме менуваш овие денови. Сигурно те пцуја? Што мене ме пцујат многу, затоа викам... Не знам, искрено да ти кажам право, кој ме пцуја, јас се пцујам сам себе. Ова станување наутро ми е наистина тешка фрустрација. Се разбира за тебе и за Ивица Боцевски, нема проблем, меѓутоа реално многу е компликувано за мене. Јас сум ноќна птица, знаеш, тоги години сме пријатели. Тешко функционирам. Ние ја следиме ленинистичката пермиса, ние читаме книги до 2-3 навечер, потоа се будиме у 5 и продолжуваме да читаме и потоа раскажуваме. Да, покојниот српски премиер исто имаше на позната, не знали сте огледа тој говор, кај што кажува Джинџич, барам Зоран Джинџич, нема потреба да се спие, 4 сати се доволни, кога ќе остариш, кога ќе одиш во пензија, тогаш спи, тогаш работи. Да, ма ако не спиеш доволно, може да речеме малку да те се помрачи свеста, па за сојузници да ги имаш Велја или Чеда Јовановиќ. Се сеќаваш кога... Златев почува. Кога Вучич кажа дека у 5 сат станува, дека некој од неговата влада не функционира во тоа време, прво се јави Дачиш да каже дека он пред 11. Добро, знаеш што честен лик, знаеш, се кажува како што е. Ја не знали смеам да кажам на радио, али не знали ви текнува кога Дачиш стана премиер едно време. Да. Значи стана премиер и првиот негов говор, да не сватат погрешно србите, јас мислам дека човекот беше прилично под газ, дента кога стана премиер. Значи говорот што го држеше кога обзнанија дека ќе биде премиер, тој толку многу киксови знакаже, толку многу чудни Ама него изјави, му се јас го простува, следев, да, него му се простува, што јас бев речиси 90% сигурен дека човекот беше пијан. Драгче, има некој што не им броаѓа. Доколку го доколку од денешна перспектива го прашате Дачиш кој е неговиот најголем успех во кариерата, тој веројатно нема да ви каже дека бил премиер, туку тоа што му пеел на Реџеп Тајип Ердоган. Да. Инаку за тоа што зборува Боцевски за простување, тоа е многу интересен феномен. Еден американски комичар, како се вика тој стендап комичар, оној со црвената коса, заборав како му името. Конан О'Брајан. Не. Кратка црвена коса имам. Заборав. Заборав како се викаше. Објаснува како на Трамп му се простуваше се. Знаеш, вика, во Америка ти не смееш да кажеш за никого ништо погрешно, не смееш да никако да сгрешиш. Меѓутоа кога е Трамп во прашање, вика, па тебе ти фалат $100 милиони, и он вика, па ми фалат бе? И ти викате, па добро. Ама ти имаш снимка со проститутка, па имам бе? Па добро. Никој не се возбудува, се други се правдаат, ама јас не. Види, кај нас има неколку такви ликови, на пример. Па да. На пронешен премиер се му се простуваш. Муса Джафериеве, на пример. Да, има луѓе на кои се им се простува и тоа оди низ веројатно низ таа слика во јавноста дека за него е во ред. Но како се ствара тоа не ми јасно. Љупчо го вика Муса, на пример, шеф на боемското крило на Дуи. Не знам дали се чул дека постои така. Боемското крило. Не, меѓутоа мене не ми јасно како се ствара тоа чувство дека еден човек има право на киксови во политиката. Така му е кариерата, знаеш. Кога сме кај боемските крила, вие двајца бевте на еден интересен настан, организиран од
поранешниот председател господин. Не, од Советот на амбасадори Од што е Советот на амбасадори. Боемско крило по себе. Да, што е боемско крило со себе, каде што главна звезда беше поранешниот председател, почитуваниот Бранко Црвенковски. Вие двајца бевте и со своји очи, со своји уши, па дури како што чув од вас се разбира, се биле вклучени таму и во дебата. Тоа Боцевски беше, да. Имало една интересна. Па се збори дека Боцевски поише од Бранко зборел таму. Не? Не бев ја. Немој сега да вадиме, да вадиме афери. Се врати од Србија и почна Јас афери да зборував води. една минута и поставив 3 прашања. Имаше неколку мина кои што зборува по 10 на минути, дури некои повеќе од Бранко зборува. Па искрено да ти кажам право, ако смеам јас вака да кажам мој Ајде. став. Па Боцевски ја каже, тоа го напишев и на социјалните мрежи. Бранко се што кажа беше точно, умесно, исправно и предоцно. Значи, се е во ред тоа што го кажам, меѓутоа е касно стиже Јанко на Косово поле или како и да се Добро, вика ние од тоа. јајци сме познати по тие. Да, тоа е едната работа, а втората работа е што тој дипломатски совет, како и да се нарекува, добра е идејата во секој случај. Собрана е таму екипа на искусни ликови, кои што веројатно се некаков крем дела крем во дипломатијата на Македонија, каква и да е. Меѓутоа, ако се оцене Боцевски, ова, се надевам никој нема да го свати лично, немаше ништо друго, она што викаат србите сувисло. Значи, другото беше проформа. По Македонија не Да. држава проформа. Знаеш, она супер председателе тоа што кажавте, одлично, браво, добро, треба да продолжиме во тој правец, треба да видиме, немаше конкретни работи. Некако беше така, имав чувство дека формата беше поважна од суштината, за разлика од Бранко Црвенковски кој што зборуваше и за суштината. И отворено ги испокара неговите поранешните негови, како да ги наречеме. Јасно Да, он веќе кажа, не е член на Да, СДСМ. Замрзнат. замрзнат. Бранко е сега без партија. Јасно Не, кажа замрзнат што член е, мисли замрзнат член си. за договорот со Бугарија, за Како па тој преспанскиот замрзнат член. Па тако замрзнат. замрзнато членство, па во ред. Не прифаќа додека не се повлечат од некој стао. И мене ми е интересно тоа што поранешниот председател тврди позиции имаше. Со оглед на тоа на каков настан беше и каде се презентираше и кој е неговиот бекграунд, неговата позиција беше тврда. Пред преспанскиот договор ја имав една комуникација со еден негов поранешен соработник, сега да не го именувам, во меѓувреме стана заевист, кој го прашав, кој Значи не е Гордан Георгиев. не е Гордан Георгиев. Добро, ајде. Не е Гордан. Гордан Георгиев се уште не може да биде наречен заевист. Не знаеш зашто зборуваме ова, Драгче е историчар, а сите што јас ти и Гордан сме политолози, од таму Да. е врската сега да кажеме, да. Гордан се појави Да, беше, како не беше? Да. Се сеќаваш? И тој ми рече, ми зборуваше против преспанскиот договор негде пред референдумот и ја му викаме, добро, зошто не излезе со да го кажеш јавно? И ми рече, од кај да знам каква снимка ќе ми пушти Заев? Немој да зборуваш дека тоа била идеја. Да, и Веле, ја не бев тука, ја го пропуштував. И јас кога го прашав како бе, велам каква снимка ќе ти пушти Заев, па вика сите ние што орбитираме околу папската власт на Бранко Црвенковски, сите ние вика сме уценети, односно веќе не имаат и презентирано дел снимки каде што ни велат или кјути или ова ќе ти го пуштиме јавно. Значи, веруваш дека тоа било така или било страв повеќе? Имплицираше дури дека и самиот БЦ бил уценет во овој процес. Па сега не знам дали поминало тоа. Па мислам дека целата таа приказна со бомбите направи од македонското општество еден голем параспоред. Сега ја ви кажувам со своји очи. Една параноја што викаш. Значи страшно нешто, луѓето престанаа да се веруваат само на себе, на својот телефон, на својот Да, но компјутер. веднаш откако заврши ова, и сега ја не бев во Македонија, не знаете, бев на лекување во соседна Србија. И Чекај, те прашаме малку како пројде таму. супер поминав, автоимуната болест ми е ставена под контрола. Полека се. Ај кажи им на гледачите кај беше сега на слушателите исто. Па сега малце ми е. Не, добро, во ред, ама прави. меѓутоа битно е дека помина тоа што требаш да го поминеш, Помина тоа што требаше, благодарност до српските доктори, благодарност до српската медицина и нејзиниот пристап кон проблемите. Пристојно беше се. Да, прилично пристојно, прилично убаво организирано.
прилично ефтино за Па тоа е, странски тоа е, за странски државјани и можам да кажам дека оно што можев да го видам, затоа што нормално како сите ние, така и јас и со македонскиот здравствен систем се соочувам и со македонските прилики, можам само да посочам дека Србија во моментов е далеку пред нас. Да, јас бев минатиот месец таму исто впечаток го имам дека во Србија уште кога ќе влезеш на граница веќе Не, на враќање, еве да речеме, на враќање пројдовме, требаше да земам некои препарати кои ги нема во Македонија токму за мојата здравствена состојба. Во Ниш, кога застанавме, сватив дека во Ниш има џез фестивал кој е четврти најдобар прогласен џез фестивал во Скопје, далеку изнад овој на Белопета у Македонија. Имаат во Ниш џез музеи со неверојатни поставки, гитари, клавири на легендарни светски џез музичари и такви работи, и сватив дека луѓето се дури Ниш предничи пред Скопје во културата. Па, универзитетот е подобар. Не само тоа, види една литературна сцена таму што овој Дејан Стоилковиќ, што тие романите за средновековието, стрип сцената која што го следи него, за понатаму, како што разбрав, иако и Ниш пропадна, околу факултетот и околу остатоците од електроиндустрија Ниш, расте една страшна стартап сцена во градот. Србија инвестираше, нели, клинички центар направи еден од највпечатливите Трговски центар Делта Планет, што е као овие наши во Скопје, а Ниш не е главен град на Србија. Добро, без разлика, меѓутоа и гравитацијата, над 2 милиона луѓе гравитираат кон Ниш во Србија, тоа не е мал пазар. Факт е дека ние имаме навика. Кај сме и што сме? Ние имаме навика да И кога ќе сватите дека луѓе од Македонија со автобуси идат да пазарат у Врање. Да. Значи у Врање луѓе. Сакав да кажам дека ние имаме една лоша навика оставена уште од поранешна Југославија, дека сме некаков центар регионален и ќе отидеш во Софија или еве дури во Ниш ќе сватиш колку сме. Во Белград не зборам, Белград беше на Катена Мунди, Крстосница и така. Да, добро. Не, добро, види, тоа во Софија беше на цела поранешна Југославија, значи тоа подценувачки однос кон некој земја со соседство. Помалите места, луѓе, Жито Раџа на Цеца, пошто проаѓаш преку него и на Дачич, тоа е село, знаете, како Чешиново облешно, нешто таков тип на општина. У Жито Раџа има младински културен центар. Ма немај. Да. Кај имаме ние младински културен центар, ние немаме аеродром младински Во културен Скопје има еден и тоа е тоа. Добро, ма види сега, да бидеме искрени дека тој менталитет нам ни е близок. Од таму ни дојшле, од тој дел на Србија многу луѓе кои што во Македонија ден денес значат во културата, во медицината, во образованието, во новинарството. Затоа што не, затоа што Скопскиот универзитет ги привлекуваше тогаш пред Нишкиот универзитет да порасне. Да, но Скопскиот сега е на феноменалното 2000-то место. Што е лошо, сега сите сме од таму дипломци, сакаме да го видиме, во биографија го имаме, сакаме да го видиме многу повисоко. Дури знаете, во Ниш има и огромни приватни универзитети, дури и во продажбата на дипломи предничат. Значи, ако веќе мора да се вратиме на Бранко. Чекај, може да тргнеме малку се Ама Бранко не. Помалку шалабајзерски еде, вака. Да тргнеме малку по темелно. Еве, прво да видиме неколку работи. Тука Драган ќе помогне. Што каже Бранко? Чекај, пред да идеме што каже. Значи да го разглобиме настанот. Настанот беше организиран од Советот на амбасадори и сега јас имам еден долг. Морам да кажам дека амбасадорот Мухамед Халили, кој што сега го раководи, инаку се сеќаваме поранешен пратеник од редовите на ПДП, неколкукратен амбасадор, внесе малку поинаков начин на раководење со институцијата. Претходно, еве ќе ви кажам, јас имав проблем воопшто се појавам на нивни настани затоа што делува како една антена на СДСМ. Поточно како антена на СДСМ на Заев. Дури испраќаа соопштенија кои што беа вон секоја здрава памет, со кои што следеа политики, поддржуваа политики кои што Србија не инспирираше. Како викаат србите, то пас с маслом не би појео, значи куче тоа не би го изло, ни масло се стави. И од кога дојде таму амбасадорот Мухамед Халили, тоа тргна во една интересна насока. Тој настојува да ги собере сите. Сега не знам дали ќе се согласи со мене Драгче, меѓутоа беше прилично разнолик составот што го видов. Да. Единствено што недостасуваше, и тука тебе ќе те замолиме да коментираш, е
да речеме еден значаен дел од првотимците на Бранко Црвенковски од сферата на дипломатијата не беа тама. Па Виктор Габер не беше. Ама се вака, дали ги Или Литка Митреска. Да. Дали Бранко ги поканил? Па сега Не, тоа е друго Мухамед прашање. Халили ги покани сите лично. Јас можам да сведочам. Знаете како е тоа? Значи, не види. Значи, дел од првотимците кои што биле промовирани од Бранко Црвенковски и како премиер и како лидер на СДСМ како Скопски кажано, што ги не ги направил луѓе. видовме. По скопски кажано, тие што ги направи луѓе Бранко, не му отидоа на Бранко, така може да... Значи, прво да видиме таа сценографијата и кореографијата на што личеше. Потоа се согласувам со Драгчево, делот на прашањето и одговорите, зашто имаше многу позорство тука некој. Позорство, да. Да, нешто теоретски едно друго, тука го имаме, значи, Тука предничал Нано Ружин, предпоставувам. Па да, Нено Ружин имаше некаков краток говор, што мене лично не ми се допадна. Од прилика... не е местото за такви. Да, неговиот говор беше во смисол освен неколку цитати што имаше на разни Фукујама, добро, познати Хантингтон, добро. ликови. Другото беше Преспанскиот договор е супер. Добро, Занев, уште Фукујано и Хантингтон се главни. Да. Па таму запреја, добро. Ало 22 дојдовме И луѓе. поентата беше дека нели Преспанскиот договор е супер и дека без Преспанскиот договор, ако не се лажам, немаше да добиеме ни автокефалност од ЦПС, една од според мене глупите тези било која кажано, но добро. И сега да се вратиме се на темава. Замислено е ова како една цела серија на разговори што ќе се вика предизвиците на македонската надворешна политика. Значи ќе следат настани во наредниот дел, ја би го охрабрил, значи ова што го покажува Значи Бранко се уште настане. не Бранко, него Советот на амбасадори ќе кани и други луѓе. А Бранко ќе биде тамо. Не, чекај се, ајде влегуваме кај Бранко. Значи ајде вака се, ја ќе Што дадам. најбитно, еве, Ивица отишол тамо со тефтерче. Да бе, па нормално ја сега дадам со тефтерче. Во стилот на старата ској мисла во Македонија. Мене особено... Чекај бе, нели си новинар? Ама како може, еве, јас исто, новинар, дипломат, политолог. Да. Ако не отиде еве со тефтер и со пенкало некаде, како може да се представува како новинар, ко Ама истражува? апсолутно. Па како да не иде, се председател на државата Ама не, ја покани не да реков дека е лош. Златев е нововремски новинар, тој ти доаѓа со Не, он мобилниот памти. телефон. Он памти, да. Јас мислам дека будали памтат, ама он со телефончето се шета. Да. Он е школата на Гора Мамировски, телефончето е до него сигурно. Снима демек се. Не би на лице место се објавува. Бранко кажа 2 точки. Он уште не ја завршил реченицата. Више има коментари на Facebook за тоа што Значи, ајде сега да ги кажеме точките. Значи, не изостана оние неговите бранковизми, ги знаеш, оние, ја ги викам, бранкови словенски антитези. Дали Не нешто... беше, дали беше, не беше. Например, ја го забележав во му одговори на Радев, и тоа беше печатливо, во негов стил вели, па ние од македонизмот ниту можеме, ниту сакаме, ниту ќе се откажеме. Тоа беше одговор на, нели, на Радев, кој што каже дека Македонија сака да го внесе нели, македонизмот во ЕУ. Меѓутоа, ајде да идеме едно по едно. Значи, даде една поширока анализа на тоа каде се наоѓа сега Европа и светот, повика на национална стратегија околу заделување, околу Европската Унија. Од она што јас го разбрав, не знам дали Драгче таков печаток ги тебе ти остави, идејата на Макрон за Европска политичка заедница или на Шарл Мишел за Европска геополитичка заедница, јасно е дека не му е поќеив, меѓутоа рече луѓе, не сме ние што тие што ќе тоа ќе го прифаќаме или ќе го одбиваме, затоа да направиме национална стратегија да видиме што можеме од тоа да извлечеме. За датумот на преговори кажа јасно и гласно дека не е во ред да се креваат очекувањата пред секој датум, а потоа да доаѓаме до пораз. Он е скептичен дека ќе има датум и тој вели дека компромис не е можен. со Бугарија. Со Бугарија. Исто така една работа за која што морам да го поздравиме е што кажа дека историјата во суштина е идентитетот. Секој идентитет почива на една историја. Се на се убав говор. Да. Она што најмногу го апострофира сите медиуми кај нас, па и логично го апострофира е дека нели треба да се обидеме со соседна Бугарија да направиме таа асиметричен договор во Тоа било историјата. како на ВМРО ивент, само без Секој- нешто ќе ба те да. битам бабо. Само секој да се обиде да ја толкува историјата на свој начин, без
Да. вметнување. Добро. Кај Жидес го збореше тоа кај нас во емисија ти текнува. Да. А во суштина тоа е сегашната ситуација, тие си го толкуваат свое, ние по Добро, наше. таа со асиметријата го читав. Добро, ја. не, ама имаме едно Но проблемот е во тоа е што тоа е неостварливо, Бугари не се согласува. Тоа е основниот Тоа да проблем. беше асиметрично. Да, тој рече дека Немаше да има проблем. Не, ама тој спомна дека и власт и опозиција да треба да работат на таа точка и сега видов дека кај делови од ВМРО за време на викендов, кои што секогаш барат влак ново јајце кога е Бранко Црвенковски опрашање, ова го толкуваат како Бранко му се подместува на Ковачевски да се намали разочарувањето од фактот дека нема да се добие датум. Јас немав таков впечаток, се искрено зборам. Не, мислам дека беше коректен говор. Тоа Коректен рекол беше, само да. што е предосно, инаку се друго е. Се, само ова ќе ти се допадне тебе. Рече, затоа што тука ја и ти се разликуваме, Бранко е на твоја страна. Добро. Рече дека не постои волја за реформи во Македонија и после потенцира. Не реков дека не постои потенцијал, не реков дека не постои капацитет, не постои волја за реформи и дека само надворешен притисок ќе реформира Македонија. Ја тотално не се согласувам со оваа теза. Ја мислам па само дека реформата е можна само ако дојде внатре. Ја не се Да, согласувам но со нешто. тука Бранко Црвенковски тоа мислам дека Малкумине го видува и го расправа овие денови. Изјави дека 30 години е таа ситуација. Да, 30 А од тие години. 30 години, имено, од тие 30 години 15 се негови, во кои што тој отворено призна дека и од самиот ништо не сработи. Да. Што е неверојатна констатација. Па добро, тоа е. Да, ќе се вратиме на тоа. Понатаму рече дека и го поздрави стратегискиот диалог со Америка. Рече дека новинарски ова стварно го не потерал, случајно е раскажа све. Да. Бцки мислам дека не сака Љупчо се да го запознаеме. Па да, Ни брифира, ало не. Да, Ти тоа е знаеш порака колку од дена ДС на да се сите ме бил ми поддршка. папата кој ќе се обрати, Добро. ова сакаше да каже, она сакаше да каже. Чекај сега, го Исто поздрави да и Отворен Балкан, тоа нели беше многу јасен и категоричен околу тоа. Ај Тука се согласуваме исто. Тука е па ја па имам пак мала една разлика, Ти али добро. имаш благ Но што? Скептицизам, сега, во Дрита на однос на Базовиќ рече дека и Црна Гора Тоа е полека би супер. можела да влезе. веќе се менува тогаш димензијата. друго. Ова е најбитно. Ја критикуваше македонската дипломатска мрежа, Дека немало амбасадор. дека нема амбасадор во Вашингтон го подсрата, дека нема амбасадор 4 години, но кажа дека никогаш порано не се случило двајца кандидати да се одбиени од Тоа беше брука и Апла срамот. против Чачко и Теута Арифи, да. Да. И против СДСМ и ДУИ. Добро, јасно. Да се савиме. Фрчко не беше таму? Не беше. Уште еден што го има човек, Да. Брајано Бранко. Идемо дале? Да, и спомна дека не се пополнети клучни амбасади како Пекин, Бразилија. Бразилија, Каиро и Телавив ги спомна, ги издвои тие Па добро, јас четири. мислам Бразилија го чека по Да. Не ме чека Филма мене. Русковска кида на него. Не, бе, нема знаеш врска. тоа? Ова се, значи, Да. иако го пративме на банско лечење, он сите куларски муабети од дека ги слуша. Да, Златев е познато го Варажда, не се рази. Он е школата на... Горан ќе кажа- Богмировски. Не, Горан Баско Богмировски. Ефтов, не. Латас. Ке речев на Геро. Капранов, добро. Јас сум школа на сите што сакате да ги стрелате у Македонија. И мене ви сакате да ме стрелат. Баш, Види, да. идемо дале. И во однос еве се на едно прашање одговори дека во однос на она наш стевовото не, така да го наречеме Да. стево кога одби европскиот економски простор текнува. Да. Во однос на тоа тој рече дека станувало збор за одбивање на недобиена понуда. Еве, Да, може би се да. стане. Тоа беше... Тоа беше нели Хајлајт, тоа беше Тоа таков, беше таква најбранков, шлаканица. тоа да. беше таков бранковизам, кој ќе го чуеш Не, но ова. тоа беше шлаканица за актуелниот председател, но вистина дури несватливо дрска, ако земеме предвид дека Видете, консервативството- ја можам на Црвенковски сега ви може би е неблагодарно јас да зборувам за човек кој своевремено ми подпишал книжка во СДСМ. Јас за разлика од некои што сега се тамо министри, сум имал книжка подпишана лично од Бранко. Да ви кажам јавно. Може би неблагодарно од моја позиција сега да го критикувам господин Ова за музеј ќе го чуваме, нели? Драган. Да, што сум го изгребал цигара, изгребал и он цигара. Сме биле заедно во една битка за демократија на Македонија на 24.12.2012 година и така натаму. Црниот понеделјак. Црниот понеделник, да, ја пендрек во слабина сум јадел тогаш. Бев таму, За интересно, прв пат бев, јас тогаш бев известувач од терен. Во животот. Значи, И го видов Бранко како ги рипна
Ги рипна Братко, можеме барикадите, го да. критикуваме за многу политики негови Тогаш во сегма беше минатото. со него. За многу политики во минатото, за, Изолован, меѓу за другото. политиките од сегашноста можеме да го критикуваме веројатно само затоа што да, тој беше еден од ретките кои од таа база на СДС ме излезе и го критикуваше Заев. И за Бугарија, па дури нели го замрзна и членството. Па и за референдумот сега. Но многу за референдумот ми беше премногу Нерибани девојка. нерибани девојка, па сега него го немало во избирачкиот список Да, и некои тоа плитко беше тоа, и некои согласен, такви да. приказни. Молчеше за клучните корупцијски скандали во државата, очекував од него да каже нешто за ова, но за истите овие прашања, да бидам искрен и реален, му забележувам и на Ѓорѓе Иванов. Да. Да. Сметам дека како поранешен председател и тој има должност пред македонската јавност и да каже нешто. Сега, они двајцата очигледно Од каде е должноста по тебе? должноста од легитимитетот кој некогаш македонскиот народ им го дали на едниот и на другиот да ја водат оваа држава. Буџетски, Но и од буџетски. буџетот кој ќе го добива. Но и од Буџетски. буџетот, Добро, да. буџетот верен. Знаеш, Погледнете што сега- се случува во Америка. Секогаш кога има кризни моменти, и Изискача Обама, и Буш помладиот, И и Реган сите, кога и беше сите што жив. се живи, да, па дури Джимми Джими Картер Картер, го вадеа да, некаде. Но каде е разликата, Драган? Најчесто тие излегуваат заедно позади актуелниот председател. Тоа е тој што ги повикува, да се повика на сите нив, затоа што Америка прави некоја нова Добро, но политика. ние сме со... Стево Пендаровски го нема тој капацитет демократски да гризне од своето его и да го викне Ѓорѓе Иванов. Тој Да. не би имал проблем да го викне Црвенков. Но затоа даде Нема проблем. И затоа многу не јака Мислам дека изјава. во овој момент би имал проблем да го викне и Но Црвенков. председател даде веројатно, интересна затоа што- изјава, и сега викендов даде многу интересна изјава дека себе се смета за човекот што го кажува своето мислење јавно. Кој? Стево Пендаровски. Па добро, се председателе, па ако не го Ама не, кажувате све- го кажа тоа на начин, јас сум познат како човек што го кажува сега, своето мислење. значи, И сега види тоа да се подцрта малце. Тоа се сериозни забелешки кои јас ги имам кон Бранко Црвенковски. Особено сега ја на транзиција не се сеќавам, сум бил дете. Знаеш. Ние се сеќаваме Вие 20. се сеќавате, но во однос на овие работи, кога активно работам и кога сум главен уредник, него го нема од 2018-та, да излезе и да каже ова се случува, со она се случува, вакви се проблемите и така натаму, така што, но ова е сепак една реално на дипломатски начин, многу вешто, Црвенковски им ја плеснал вистината во лице по овој брифинг што го Па и не добивам од нас. дипломатски, иако имаше еден момент, јас дори го сватев како го разбрав како едно своевидно негово извинување на негов начин. Он не кажа дека се извинува, меѓутоа кажа дека треба да престане праксата, политиката во Македонија да се гледа како борба на се или ништо, како борба каде што другиот се разбира како душман и непријател, а не како Тука се согласува. Да, но да. види, Не. Зборуваше сега, за омразата. Не, и кажа, и омразата и кажа дека тој дека нели најпаметни сме сите кога сме поранешни и кога немаме дел од активната политика, но јас ова го сватив како едно и своевидно Видете, извинување затоа што тој беше голем поларизатор на времето. најголемата беше голем поларизатор, но се не седнуваше на преговори, се договараше и завршуваше тоа со избори. Знаете кај е најголемата според мене, значи вака реално, најголемата врлина на господинот Црвенковски во оваа историска Каде? епоха до сега? Па со самото тоа што не јавно дознавме дека истите тие разговори кои ги објавуваше Зоран Заев во тој проект Вистината на Македонија кој практично ја урни со оваа земја безбедносно и секако, тие исти телефонски разговори од истиот човек Зоран Верушевски му биле понудени на Бранко Црвенковски претходно. Или може и ги имал. Но Бранко Црвенковски од оној кој одбил Да се го занимава спроведе- со такви работи, Да се да. занимава со такви работи. јавна тајна. И тоа Не, кој имаше со кој претходно- новинар спиел и кој Имаше новинарка на кој му била швалер. Имаше претходно он 2000 година една таква епизода. Да, но големото уво е нешто слично, но големото уво не видовме ние приватни работи да ечат од звучници на митинзи. Но знаеш што е проблемот? По телевизии. Тоа што ечеше така Златев, натаму. тоа што ечеше е ништо во споредба со тоа другото што луѓе го добивале на домашна адреса. Да. И тоа е најстрашниот дел. Се разведуваа Боцовски, луѓе поради тоа. Значи, моментот. Ти си новинар, имаш контакт со политичари и ти си сниман. Да не се лажеме, сите во нашиот
приватен муабет употребуваме термини кои што не се за во јавност. Сите имаат по некоја валка на тајна, тоа така стојат работите. И то се приватни работи. На кого му е гајле Бутевски, дали има швалерка, освен сопругата веројатно, дали дали Златев има не знам што, дали Драган има не знам што. Едноставно тоа се дали Златев има швалер? Да. Денес се модерни времења и за тоа. Ти си башка тази женет, се чекај малку. Тази си женет, немој да се брзаш. Сакам да кажам, тоа направи огромен страх во јавноста. Сите да се плашат од тие. Апсолутно. И потоа сите го имаме телефонот, го држиме во рака со колку пати сме разговарали на телефон со не снимаат, друже, да ме снимаат. Друже, ајде сега да бидеме фини со нив. Цел за таа Јас сум ги пцуел, сопругите нивни знаат. На тие што ги слушкуваат. Не само тоа, еден мој поранешен иден колега амбасадор, Љупчо постојано го поздравува кога зборувам по телефон. Тој е директорот на АНБ Виктор Димовски. Тој вика ова вика меѓу нас двајца и Виктор Димовски, ја користам приликата да го поздравам. Ви кажам како разговара Љупчо Златев по Поздрав имат телефон. на запирка и се работи што не се за воетарке на Пак ќе се дозла, Златев ќе се дозла, излезе нова бомба. А може и да ми ги извадат како скандал со ајде да не кажем. Но, чекај малце, но што е важно? Бранко го одби тоа. Само да не избегнем моментот. Тоа си право, да имаме моментот. Од друга страна, таа таква страшна скандализација на општеството направи, па сега се да стане банално. Сега веќе ништо не може да изненади од никого. Сите сме со очекување дека ќе биде така. И ќе се најдеме во онаа трамповизација што ја зборев претходно. На секој ќе му биде простено, бидејќи тоа е тоа. Ало Заев не беше премиер. На секој се му е просто. Знаеш, Но не само тоа, пропадна, види Боро Малборо го фатија со а не знам ја кого се него фатија, тоа е проблемот. Да не зборуваме за X други работи кои што се случува, никој не се скандализираше. Излегува Никој не се скандализира веќе од ништо. Вика Заев дека Дончев бе кеш пара взимаше. Во момент кога гледаме дека има големо економско чудо во Романија. Романија во моментот пример за економско чудо. Во моментот кога гледаме што прави Вучич со инфраструктура, со инвестиции во Србија, зголемување на плати, излегува Заев и вика наш модел на развој ќе биде тоа што ќе садиме марихуана. И никој тука, знаеш, имаме сосем различен. Никој тука не вика чека да провериме деловна способност на човек. Боцевски, да, и еве излезе ова што излезе. Добро. После тоа отворам ја time.mk во соседна Србија, тамо се трудам тоа Wi-Fi-то да го фатам. Мада сега имаме и олеснување во роаминг. Гледам еден текст против Бранко, Ацо Кабанов. Втор текст против Бранко, Ненад Јовановиќ. Трет текст против Бранко, Тричковски. Четврт, 5, 6 го гледам и Боријан Јовановски, нашиот драг пријател. Боријан Јовановски вели Муртинецот Заев за Скопскиот БЦ е Хенри Кисинџер и Черчил заедно. Јас ги имам читано и двајцата. Кисинџер го имам у канцеларија, цела колекција све од него, а Черчил го имам дома. И на англиски, и на македонски, српски, на сите можни јазици ги имам читано двајцата. Имам читано книги за нив. За Заев уште немам читано книга, не ни верувам дека може да напише. Главното прашање е, оваа реченица за кого беше најголемо понижување? За Черчил, за Кисинџер, за Боцевски, за Заев. Мислам дека ова беше најголемо. Или види за Боријан беше најголемо. Да, се согласувам. Мислам навистина вакво нешто да напишеш окей, може би си го поддржува Заев и мисли дека Заев направил нешто многу, но не ја гледам потребата наеднаш толку сите да му се нафрлаат на Бранко и ја од мојот мал мозок излезе една вака констатација која морам еве да ја споделам и со слушателите. Веројатно овие колеги наши алудираат на тоа дека во моментот Црвенковски на некаков начин го поддржува ВМРО ДПМН. Особено што и пред локалните избори имаше такви кулуарски муабети, еве сега Бранко луѓето, па не знам, Минчев работел за Дарко Костовски во Бутел, ова било, она било на Бранко луѓето биле на терен излезени. Па за Максим Димитриевски, за Митре Велјановски, независната листа. Цело време во таа пара политика имаме некакви муабети.
И викам, вака, ја не можам повеќе го кажа да тврдам дека Бранко го поддржува ВМРО. Дори мислам, Затоа што ти кажам, во ВМРО-вски кругови па велат ова е дел од стратегијата за намали тензијата. Не ми делува дека Бранко, али по наративот што СДСМовскиве медиуми го шират, сосем сигурен сум дека Мартин Протугер им го води пиерот на СДС. Значи, кога ќе видиш, не знам за Бранко дали е со ВМРО, али Мартин Протугер е со СДС, затоа што оваа пиер стратегија, мутава пиер стратегија би ја нарекол, многу ме подсетува на оние денови кога Мартин Протугер го водеше пиар тимот на ВМРО ДПМН и кога овака буквално се нарачуваат, пишува против ова, им стига нарачки, мене не, значи можам да бидам, затоа што тогаш сум бил никој ништо. Не ми стигале такви нарачки, но очигледно е дека сега им текна на 5 души, сега вака искрено во еден час во размер. Тоа се народни мислители. Све народни мислители им текна, усаат време и сите му се изна на Бранко. Па добро, може да е спонтано, ќе ти кажам и зошто. Затоа што дел од овие ликови што ги спомна се ти ќе употребиш и појак термин, ја не можам, се алиментирани од СДСМ, поддржувани од СДСМ. Не, Борјан не е поддржуван од СДСМ. За Борјан не, меѓутоа зборам за една друга екипа. Борјан тоа би го направил само како услуга кон некого. Не, мислам дека таа екипа, Борјан не. Меѓутоа, дел од таа екипа што ја спомнаш, што ја прочита сега, гледа дека им се загрозени позициите, синекурите, пристапот и така натаму. Така што, не знам, мислам дека... А може они искрено го мислеве другиве да им е нарачено, не знам. Луѓе, правиме моабет за Ненад Ивановиќ. И за Тричко. Зашо? Па Ненад Ивановиќ не би бил гостин до себе? Беше гостин еднашка преку Zoom. Што да кажам? Мене ми е жал дека Македонија падна толку ниско искрено. Ама ти како тој наратив, тој е најчестиот. Тој заврши бе факултет? Небитно, знаеш, тоа е... Некако небитно сега, види. Уземи у која... Абе, чекај, небитно. Магистар, Чекај сега, небитно. Они на телевизија. Ни вела дека треба да имаме реклами. Па добро. Да, одиме со реклами. Имајте реклами. Ненад Јовановиќ, по рекламите ќе го испроанализираме овој наш познат мислител, теоретичар и благонадежен научен феномен. Одиме со реклами. Животот им носи тешки предизвици на твојот дух и на твојот организам. Знаењето ќе ти донесе сила, но карактерот ќе ти донесе почит. Мултифункционален центар за боречки вештини и спортови. The Strongest Aerodrome. facebook.com/TS Aerodrome. Секогаш и секаде со само еден повик. Сити Логистик најблиску до вас. А вие добивате чист дом, канцеларија, заеднички простори, а кухниот мајстор кој се грижи за секој ваш дефект е потполно бесплатно. Не заборавајте, Сити Логистик се тука за вас. 070 250 857. Сакаш да станеш милионер? Нова супер акција во Sport Life. Собери најмногу тикети со еден промашен натпревар и освој 1 милион денари. Акцијата трае од 19 април до 16 мај. Вашиот тикет вреди повеќе. Во Sport Life. Специјалистички лаборатории Спектра ММ. Лабораториски анализи по светски стандарди со најсовремена лабораториска опрема. Доверете го вашето здравје во рацете на професионалци, целосно посветени на изработка на брзи, прецизни и точни резултати. Локација Аеродром позади Тобако 2. Телефон 070 282 245. Специјалистички лаборатории Спектра ММ. За вас и за вашето здравје. Кога авантурата те повикува, биди подготвен. Опреми се во SkyMoto. Се за тебе и твојот мотор. Топ брендови, најповолни цени. Ем заштитен, ем скуцкан од глава до пети. Опреми се за авантура во SkyMoto. skymoto.com.mk. Горе, на втори во Бисер, во Аеродром.
утринско кафе, опуштен попладневен муабет, секој вторник бенд, а секој викенд уживанција со блуз и рок. Фатете го вашето лонгплей место и препуштете се на мигот. И удрете по некое пиво. Лонгплей кафе, Бисер, Аеродром. Утрински ринг. Почнавме со рингот. Да, почна рингот, значи, а? Да. Добро, па ајде кога сме веќе кај рингот. Имам чувство дека оваа емисија што доби наслов го браливе Бранко од СДСМ, има некоја позадина. Со Буцевски ве расправаме Не колку само си платен Златев за да го браниш Бранко од Ја го СДСМ. напишав лично насловот одма тука се. Сега, дали сум платен? Сега вакакви разкази. Дали е нарачка, Еве сега. Дали е нарачка? и слушателите, да. Значи, сега ќе ви прераскажам еден настан кога пред студентите говореше за практична работа по новинарство, говореше почитуваниот наш конкурент Сашо Ордановски, од кој сме погледани и ова утро нормално на Facebook. Што зборив? Да. Господинот Ордановски, кога го само не раскажува, вика, кога го му понудил Бранко да биде директор на Македонската радиотелевизија, и Сашо Ордановски му рекол: ама Бранко, немај после да ми се јавуваш, да ми кажеш ова да иде ова, да објавувате ова, да не објавувате. И Бранко на тоа му одговорил: Сашо бе, јас за тоа те ставам тебе, за да нема да има потреба после да ти се јавува. Така, затворен цитат. Така и ова, Бранко нема потреба да нарача. Значи ние следителите на бранковизмот како последниот стадиум на бандитизмот во Македонија. Тоа заебизмот беше, неме така да. Слушај, да ти кажам искрено, Буцевски, така седиш со твојот бекграунд, специфичен политички, и констатира Златев дека си следбеник на бранковизмот како последен стадиум на бандитизмот. Морам да признавам дека треба да размислиш, Буцевски, каде оди овој брод. Не, јас сум размислил Каде оди овој брод? и знам каде оди. Овој брод оди кон врвовите на македонскиот журнализам. Иначе ние не го браниме Бранко. Не, принципите, Ние ги браниме принципите. Нас ни е драг Бранко, ама подрага ни е вистината и подрага ни е... Не, ама искрено се, бандитизмот е поблизок до заевизмот се, и тука мора да се искрен, знаеш, некаде. Знаеш се, види, Да. да не бил во причата реално, Не, и заедно тоа е- со Сталин, тоа е еден Бранко голем греф. е Ленин. Не, тоа е Да. голем греф Е, на... чекај, Не, ако- тоа е голем греф на Црвенковски, фактот на востоличување и коптација на Зоран Заев. Чекај, ако е Бранко Ленин, а Заев е Сталин, Кој е Троцки? Троцки е Бучко, Стефчевски, Бучко, веројатно. Не, Бучко го поддржуваше Сталин, не може да биде. Троцки е Стефче Јакимовски, а Гордан Георгиев е веројатно Бухарин. Ова е мала лекција Да, и по се, болшевизам. А кој е Хрушчов дека се откаже од Сталин се? Хрушчов, па не. Верушевски е Берија, века, па Да, таа. дефинитивно Да, таму нема добро. друг квалификуван. Хрушчов. Таче тешко. Таче може да е Брежнев, евентуално така. Многу ти. Каде, најде се Брежнев бил лик бе. А знаеш дека Да. траше тоа малце прокелјав е. Таче може и Горбачов да е. Да растури се. Кога сме веќе кај тоа, дали забележавте дека Горбачев во последните години опасно зажали за она што го направи? Апсолутно, во 80-те години. Долго време беше на линијата дека направил правилно што го отворил Советскиот сојуз, што дозволил да се распадне демократија, тралала. Последниве години тој се однесува како човек кој што признава дека бил измамен. Дури сите ги изненади со неговиот став околу руската инвазија врз Украина, каде што неговата позиција може да се оцени како една мека поддршка дури кон Владимир Владимирович Путин. И кон Знам дека инвазијата, влегуваме во што е таа малку, тема што не знаеш. мора баш сега, меѓутоа има интересен момент. Кисинџер вели во една од книгите што јас сум ги читал, омилениот писател, дипломат на Златев, Деми омилен дипломат. дека кога Мене ми е Ичко, познатиот македонец, омилен. во времето на Милош Обреновиќ. Да. Значи Ичков мир, така беше. Да.
Значи, Кисинџер вели кога Америка се спрема да почне војна, се подготвува за војна, треба да ја критикуваш, треба да бидеш против, да се бориш против тоа. Но, кога Америка ќе влезе во војна, се завршува. Првин да ја добиеме војната, а потоа ќе разговараме. Мислам дека во Русија во овој момент се случува нешто слично. Не мислам тука на Медуза, тој порталот или не знам на Навални. Разбирам што туку мислиш. зборувам за она општество тамо кој што нешто значи, тие се моментално во истата Вчера- ситуација да добиеме војната, па после ќе се каже. Вчера- Види се. Некој сличен феномен можеме да кажеме да се вратиме на наша тема околу Македонија. Слично нешто се случува и околу и нашиот спор со Бугарија. Значи во моментот кога твојата земја е очигледно згазена и очигледно кога има збор за ескалација судир, каде што една соседна земја злоупотребува членство во Европската унија, како Грција што правеше, и кога има хомогенизација, кога ова општество се обединува околу отпорот. Не сум бе бугарин, не сакам да ме малтретираш, да се застане на страна на Бугарија во моментов е исто така Во однос- значи истата логика е оваа на Кисинџер. Значи во моментов ако ти застанеш спротивно на интересите на македонскиот народ, Па добро, има, потоа- меѓутоа зборуваме за исклучително сомнителни ликови. Затоа таму што за- го спомнавте неговото име, сите слушатели да им препорачам еден документарен филм. Документарецот е на HBO, се вика Навални, го гледав синоќа. Морам да ви кажам еден фрапантни сознанија за владењето на Владимир Путин и разобличување на обидот за убиство на господинот Навални и како тоа се случува и сериозен предизвик за демократијата и веројатно денес овој дефицит на демократија и огромна корупција кој за жал го има во руското општество, но и украинското општество не е нешто многу подобро. Мораме да признаеме дека денес овие феномени се клучни причини затоа што денес таму имаме војна на работна. ја тука со тебе нема да се согласиме, мислам дека не е ова резултат на корупцијата, туку е резултат На на лудилото на Путин. ниту пак не, ова е многу рационален судир, значи и ќе го разгледуваме потоа кога ќе заврши војната, ќе видиме што била Ќе бидеме раци- генерали кои ќе завршат. Не, меѓутоа не може, значи секоја анализа која што поаѓа од тоа Путин е луд или секоја анализа која што поаѓа од тоа ова е заради некои нивни внатрешни руски причини е погрешна анализа. Значи ова е една ладнокрвна рационална калкулација на Москва која што има некоја своја генеза. Која што е меѓутоа види факт е дека кога големи сили влегуваат во вакви ситуации невини луѓе умираат. И не само пиди. Сега не сакам да правам паралела. Меѓутоа што беше Ирак 2003 година? Што беше 20 и кусур години војна во Афганистан? Цифрата на загинати во Афганистан војната или паралелно со војната? Па не знам Само само. во некои Не, ова е види, се Ова тоа се официјални податоци од Русија и од Украина. Ајде да ги видиме официјалните податоци кога ќе заврши војната, не сега. Значи, ова е не може сега не можеш да гледаш тоа. Не можеш да гледаш сега така. Кога ќе ги видите оние градови во славјански градови, како да кажам, градови кои наликуваат на нашите, само имаат многу повеќе историја во нив од нашите, кои ќе ги видите разурнати, кои ќе ги видите оние избеглици низ Европа. Се согласуваме со тоа. Се Се согласуваме за тоа, но пак ќе ти кажам, значи не пропаганда е се што го става ова како резултат на некој Она што мене ме лудило или согласувам и со Боцовски, она што мене ме натера на размислување овие денови бе изјавите, речиси напоредно дадени во Давос на Хенри Кисинџер, моторниот Хенри Кисинџер и на Џорџ Сорос. Едниот рече имаме прилика 2 месеци време Украина да попушти да запре војната или потоа влегуваме во многу поголема и покрвава, додека Сорос рече треба да се оди до крај, да се победи Путин или Путин ќе го победи слободното општество. Радикализмот на Сорос е проблем. Тој од нас не може да донесе мир во Европа и доколку го слушаме Сорос, ние ќе треба да се испоубиеме сите се додека не завладее тотален како да кажам, тотална диктатура на либералната демократија, што би рекол Фрчко, да. Фрчко беше тоа. Значи, генерално проблемот е во тоа што
идеологијата на Сорос е нешто као Ленин, само ние сме сега либерали, али ќе стреламе пошто сме либерали. Тоа е луда теорија. Да, прилично е луда. Но она што го кажа Хенри Кисинџер, Да, бе, стварно, слободен си да имаш исто мислење како моето. Да, Прилика а тоа на е се поентата, сведува, да. Да. Да бе, па ленинистичка слобода. Ленин како им кажал на новинарите? Вика, ама ние немаме слобода на говор, као немате слобода на говор. Па вика, вие може да пишете што сакате, имате право да пишете што сакате, а ја после имам право, вика, и слобода да ве стрелам. Така и ова денешново поимање на либерализмот, но во споредба со Кисинџер, можам да кажам дека господинот Кисинџер веројатно ги има од самиот почеток, кој што од првиот текст му го видов Од 2014-та. Не, и сега имаше на 26 февруари или 28-30, како беше, неколку дена по почетокот на војната, тој напише една програма за спас, како да кажам, каде што истата нишка од тогаш, од прво напишаното, до денес се провлекува, а тоа е дека да, Украина очигледно ќе мора да се откаже од дел од својата територија. И тоа е така затоа што таа територија реално за време на комунизмот и со еден подпис ја добиле. Но и Русија ќе треба да направи сериозни отстапувања, ќе треба да се помери со фактот дека Украина ќе биде европска држава, да. И Но интересен феномен од друга страна е таа манифестација на омраза кон Кисинџер истакнато овие неколку денови, отиде до таму што го прогласи официјално за русофил, Кој тоа? украинофоб. Па господата што ги спомнуваше ти, Ама тоа е човек кој го сруши комунизмот, иначе го сруши Не советскиот можеш союз. така да кажеш, види. Не, он цело време бараше баланс. За рушење на комунизмот мислам дека најодговорен е самиот комунизам Да, и Михаил Горбачов. Добро, Тие сега се се разбира, да. обидува, меѓутоа внатре тоа се распадна. Да, но сепак како викаат кога кола го победи комунизмот? најголемиот успех, да речеме, на Хенри Кисинџер, еве за нашите слушатели да ги информираме ово утро, е тоа што Кина буквално ја има на некој начин тргнато од прегратките на Советскиот сојуз. Точно тоа е. И сега повторно се плаши, и тоа е една А од сега пораките на Кисинџер. Тоа е една од пораките на Кисинџер, одвојувањето на Русија од Европа и од западната цивилизација неминовно ја носи кон Кина и овој пат не повратно. Јас па мислам нешто друго го плаши него исто така. Видовте дека реакцијата на третиот свет, значи не западниот свет. Да. Не- Тие се многу помирни, многу. Да, не само него дури дури би рекол и проруски. Во Индија ја поддржуваат Русија на медиуми, тоа гледа. Дали знаеш дека Индија сега пракаше помош на Русија? Да. Не, Некаков брод, тони помош. Значи тоа види, идејата е да го дотераш светот во баланс што е во твоја корист. Да. Кога балансот, рамнотежата ќе се поремети, иде против тебе, тогаш тоа ќе се одрази на секој аспект. Америка не може да биде глобална велесила, економска, политичка, воена, ако целиот свет има резерва кон нејза. Да. И тоа е тоа што го вознемирува сега Кисинџер. Кисинџер сега бара начин светот повторно се врати во некаква равнотежа. Свесен е дека барем ова е моја предпоставка. Он е свесен дека они тргнаа против Русија како против Србија на Милошевиќ. Не може така, ова е голема сила. Тоа го направија, таа грешка ја направи и странските плотеници што одат да се борат во Украина. Гледате, многу интересна ситуација. Значи платеници, оние мерценари што ги викаат, како ги викаат оние убици за викенд ловци, викенд борци, да, борци, викенд војни, да. Со задоволство одеа во поранешна Југославија, во Ирак, во Афганистан, затоа што е едноставно. И како да ти кажам, многу брзо сватија дека во Украина тоа е многу диаметрално спротивно. Затоа што во Украина стварно се гине. Затоа што во Украина русите се тие што ја контролираат ситуацијата. Читав еден од тие британски типови, вика, ние сме навикнати, не знам, ќе отидеш у Сирија, ако се најдеш во тесно, викаш авиација. И пристигнува авиацијата и те брани. А сега овдика викаш авиација, ама доаѓа и руската. Значи еден сосема спротивен момент, сваќаат со кого имаат работа. Не знам дали е Русија во право или не, веројатно не е, меѓутоа Па на не воено... може да биде која паѓаат бомби. Да, Тоа е тоа. меѓутоа на воено И поле... ова, Сакам само уште да кажам, на воено поле, а може би наивно се створи тој пропаганден мит, веројатно најмногу за Украина, дека Русија е тигар од хартија и дека Русија нема да издржи во оваа војна. Значи, зборуваме за земја која што е веројатно најнаоружена во светот. Да, и знаете што е трагедијата?
тука е најпогрешната анализа која ја правеа сите, дури и проруските и антируските. Тоа им е заедничко. Ја првите денови ги гледав сите телевизии, од Russia Today до BBC, до И што Sky чекаше Киев News. да падне за 48 часа. Да. Сите велеа за недела, за 17. Дури проценките, сериозни амерички бивши генерали на Да, но CNN мислам велеа дека за 17 дена ама ќе тоа падне се одеше на Киев. варијантата дека ќе се сруши украинското општество однатре. Сега, Кога знаеш, дојдува до што моментот беше дека еден можно град од 2014 година, да Кога речеме. дојде момент еден 3 милионски град да одлучи да се брани, ти Не сваќаш готово дека е. тоа не може. Може Русија да го освои Киев ако прати милион војници Да. да, но или 2 милиони но, војници. но само секунда, Драган. Или ако го поручи до тема. Сите очекуваат дека војната ќе заврши кратко. Да, но за сега- 10 дена, да. Но сега една друга теорија да разработиме. Не знам дали чувствувате, особено оние што се разбираат во политичка економија, еден заборавен термин, е дека колку повеќе, колку подолго трае оваа војна, толку повеќе осиромашува Европа. Да. И ова е сериозен проблем. Ние сега зборуваме за недостатоци на жито, на масло, за други ресурси кои доаѓаат од таму, да не зборуваме. Зборуваме за инфлација. Зборуваме за намалување на инвестициите, затоа што знаете, колку ние и да зборуваме за ваква или таква економија, инвеститорите, луѓето кои создаваат нови работни места, кои отвараат нови фабрики, кои отвараат нови бизниси, се оние кои ја подигаат економијата. И сега, во ситуација кога на 1500 километра од вас се фрлаат бомби и има војна, инвеститорите се многу по-конзервативни во тоа дали да купат злато или да инвестираат во нешто што ќе ја покрене економијата. Така што европските економски параметри паѓаат постојано и Европа се соочува со сериозна финансиска, економска и секаква можна криза. Веќе стимул пакетите, бустовите доаѓаат, нели, и од Европска централна банка и од државните банки, но Русија игри на друга стратегија. Колку подолго трае оваа војна, толку Европа ќе биде посиромашна. Да. И ова дека не префрла патишно на наш терен. Се согласувам со Златев дека сиромаштијата удира на врата во Западна Европа, во Централна Европа. Меѓутоа, Не е сиромаштија се уште, но е криза. Не, но е криза. Нема ни да биде сиромаштија. Нема да биде. Добро, кога јас мислам, кога велам сиромаштија, сигурно не мислам на редови за чекање млеко, веројатно не. Иако во Франција почнаа да даваат бонови па дзинго, веројатно гордо некаде во блоците седи. Добро, тоа е земја у која уште имаат колективни тоалети, така што. Да, но сакам да кажам, Испод нас. гледате што не се случува нас. Гледате што не се случува нас. Ние економски пропаѓаме луѓе. Сега од утре практично или од завода денеска е 30, од 1 јуни очекуваме нови поскапувања и тоа многу сериозни поскапувања на струјата, на парното, на прехранбени производи, на млеко, на леп, на не знам што. Битно сме автокефални. Ама автокефални Не бе нема да имаме. автокефални не е Ние битно. нема да имаме леп да јадеме. Мислам, ајде не звучам премногу песимистички, Немаме леп меѓутоа да јадеме, факт е многу дека е натосно е. ужасно скапо и Билборд. то прва Ако станува немате поскапо. леп да јадете колачи. Меѓутоа оправдувањето на власта, Марија Антоанета беше тоа. Да. но оправдувањето на власта што да правиме беше пандемија, што да правиме, има војна во Украј. Се извинувам, како да кажам, неприфатливо едноставно. Неприфатливо, апсолутно. Неприфатливо, не сакам да внимавам со зборовите и јас. Не можеш ти мене да ми кажеш ама во Украина има војна. Господо, најдете начин да не обезбедите со животни намирници, со услови за квалитетен живот. Најдете начин, тоа е работа, затоа сте на власт. А не за да зборувате дека СПЦ и дала автономија на МПЦ заради вас. И некој штиклира, не знали си видел Златев, ти беше во Србија, еден се штиклира на големо. Шо? Па еден од успесите на оваа власт е автономија на МПЦ. Автокефалија. Автокефалија, да, извини, автокефалија, мислам. Да. Со Божи благослов од Таче станавме автокефални. Да. Не, ама тоа покажува колку сме ние Глупости бе тоа. заглавени, во какво дно сме Ама не заглавени. стварно. Дај бе да викнеме некој Чекай од власта. само еден коментар, Драган, ти ја однесе, ја врати назад, ја се пак ќе отидам на европско ниво. Нешто на лаптопот е Урсула ван фон дер... Урсула фон дер Лејен, знаеш, проблемот е понекогаш кога интелигентни луѓе треба да бранат Нешто што не се брани? да,
делуваат многу поглупаво од најглупавите луѓе. Урсула вели, десило. мораме да продолжиме да купуваме купуваме руска нафта заради порастот на цените, за да не може Путин таа нафта да ја продава на другите и така да прави поголем профит, па профитот да го пренасочува кон јакнење на својата воена моќ. Мислам, како? Значи прво не купуваат за да Да. не му ја плаќаат воената. Да. Сега не купуваат за да не ја продава на Ако друг сме по-скапо реално- и така да. Ако сме реални во овој Не, момент ова што е- зборуваше Златев за Европа, прво, сад преку војно-индустријскиот комплекс, од оваа војна колку журово да звучи, излегуваат Победници. победници, заработуваат невидени Па не пари. далеко е од нив, значи. Значи заработуваат невидени пари, опасноста за нив е нула апсолутно во смисла на некоја воена пресметка. Ја вратија контролата целосно врз Европа, целосно, 100% и врз другите сојузници што ги имаат Знаеме, по може се Азија, по не договориле знам со каде. Путин американци. Русија ќе видиме како ќе излезе од целава војна, секако со последици, меѓутоа Кина со целосен профит, Кина исто така брилира во овој момент, но Европа се покажува за жал, јас се чувствувам како европеец и како дел од овој свет, јас не сакам друг свет, јас не сакам да бидам дел од некакви други унии, мене Европската унија ме интересира, Да. се покажува дури и послаба од најпесимистичните очекувања што ги имавме во последно време. Европа не е способна да се Сега пак соочува ќе со се сериозни вратиме проблеми. на Кисинџер. Знаеш зашо е тоа така? Го знаеш тој шегата за европската дипломатија. Да. Вика, кој го праша, абе, как кој ќе биде ставот на Европа? И вика, па не знам Да, кој ќе биде кој е ставот. телефонскиот број на Европа? Кој е телефонскиот број на Европа? Вика, ќе се јавите таму и ќе ви речат за Франција, притиснете 1. Не, ај за да се Германија вратиме. притиснете 2. Дечки, ајде да се На што да се враќаме, Да ве Божески? вратам сега На Бранко да се на вратиме. Бранко. Офне. Да. Кој Очигледно не ми било мене нарачана Да, емисија. да. Не е вака се Бозовски враќаме. покажува чудни. Да. Боцевски, има еден муабе дека Бранко ќе правел партија. Опа! Ајде да чуеме се ова. И Значи, Боцевски портпарол. значи, Таа работа, да. значи вака се. Од една страна во СДСМ владе еден лик кој очигледно не го препознаваат како лидер. Има еден муабе дека ти Горан сте ги продале на нашите емисии на СДС. Ти малце поевтино, наводно 200.000 евра, а Горан 120.000 евра, ама годишно. И сега за оваа работа ќе треба да Драган, ќе треба да видиме знаеш за ова, не знаеш за ова, не. Ќе нема да го негирам овој муабет, се надевам дека благодарение на овој муабет ќе ми дадат сега Порше на рати. Народ. Да, ќе ми рече, у исчекување е да земе пари, дај Каков да му го балканизам е ова? Си чул некогаш дека Порше се купува на рати? Јас мислев во принцип тие коли не се купуваат. Да. Замисли, Златев е спремен на Порше да му стави плин. Веројатно, да купи на рати да му стави плин. Па тоа мој Андреевски купон кој го има направено со Мајбах. Да, Мајбах, да. Или слушах, или доволно да гости од дворна покажување на овие трупци, ги знаеш ли? Да, па имаме ние Па тоа не се вози, тоа само се покажува. на лозија па кука кој ќе му става. Баш за тоа треба да имаш патишта кај да Па приколка да повлачеш. Па зашо да не? Треба да имаш и патишта кај да го возиш, забораваш. Но да се вратиме на ајде. Да се вратиме. Има еден муабет дека Максим Димитриевски, кој веќе него не крие муабетот, но под патрон на Бранко и Подготвува партија. на една голема фармацевска компанија, најголема во Македонија. Уф, која ли? Која беше таа? Од тие стотици да што се. Да. А не е реплек, значи не е реплек, мада реплек не е неголема. Неголема која е во Македонија? Да, Алкалоид. И со помош на една најголема фармацевска компанија во Македонија, не кажуваме која е, нели, ќе правил партија Максим Димитриевски, за сето тоа имало амин од Бранко и неговата структура ќе се приклучила на оваа партија која на наредните избори треба да му го зададе конечниот удар на заевизмот Веруваш во? кој треба да Ја не верувам, еве ќе Ја ти кажам. генерално мене ми е работа да не верувам во ништо. Еве Но ќе ти кажам ја па во што верувам. Верувам во исто ми е тоа. работа да кажам што слушам. Ајде јас па Драгче да се спрема еве вака. И во што јас верувам? Верувам дека го следевме предавањето. Видовме дека во дел на овие работи во кои што околу историјата, околу односите со Бугарија, па дури
срамежливо и околу Преспанскиот договор, кој што е катастрофален за Македонија, дека огромениот дел од гласачите, членовите на СДСМ, мислат исто како и овие луѓето што се од отпорот против Заев и неговите погубни политики. И тоа требаше само време да почне да се покажува. Едно од тие места кај што тоа се покажа беше Куманово, каде што Максим Димитриевски излезе, расчисти со заевизмот и го победи на еден свој начин. Друго место кај што тоа излезе беше Митре Велјановски, неговата независна листа во Охрид, каде што доби исто така значителен број на гласови. И се насекаде низ Македонија ова пука. Ние, мислам дека во анализи во одиме неколку чекори понапред и сега сакаме да му ставиме некоја капа, па некој благослов и така натаму. Меѓутоа, мислам дека сме пребрзи во однос на тоа. Мислам дека се уште ферментираат некои нешта внатре во Социјалдемократскиот сојуз, околу Социјалдемократскиот сојуз, и дека сето ова на крај може да заврши со една нова структура, различна од СДСМ. Сега, дали Црвенковски би го рушил својот комодитет и да влегува во таа работа, искрено не верувам. Дали се точни овие приказки дека околу тоа веќе има и поддршка од бизнис заедницата? Па, како да кажем, најверојатно најголемите фармацевтски компании инвестираат секаде со цел да бидат сигурни дека понатаму Само кај нас не инвестира. понатаму нешта. Пошто нас никој не ова може сакам да да кажам. ни Мислам дека кризата на Социјалдемократскиот сојуз е ова што кажавме, нели, идентитетска. Не може пред таа партија луди политики да застапува. И дека ова што го гледаме е само еден вид на пукање. Ова е Може да манифестација. направиме еден мал поврат во реалноста. Знаете кој е Темел Користовски, професор? Ќе се вратиме на тоа. Да. Сакам да го слушам Драгче што мисли за ова. Па јас би го свртал тоа на малку поинаков начин. Две работи се за мене важни, мислам важни. Првата е дека СДСМ нема потреба да добие последен разорнувачки удар, бидејќи ВМРО ДПМН на следните избори ќе победи. Тоа веќе Добро. не е, мислам, ова не Не е е никакво тајна. навивање, тоа е така. Тоа е така. Едната работа, значи, ВМРО ДПМН ги добива следните избори кога и да бидат. Мислам, еве, Сега оставаме прашањето простор. е дали со 10 или со Да. 15 пратеници. Значи, знам ова како ќе го толкуваат ривалите, непријателите, еве ги овие ВМРО-вци. Не се ВМРО-вци, ова е здрава логика. А втората работа е, за која што мене ми е, затоа сум песимистичен дали Бранко Црвенков влегал во такво нешто е, се покажа токму на примерот на ВМРО ДПМН дека дериватите не успеваат. Не можеш да му го земеш примерот на ВМРО ДПМН никако. Со какви сакаше ВМРО предзнак на ПФПТ Иначе, кога сме кај Бранко, еве имаме само да сериозна кажам затоа. забелешка Заев што го аболирал. Да. Дека вие вика Да. тоа не му го... Не му кажете. Тој Греев Да. имаше 15 години затвор. Но да иде. СДСМ е исто така партија Заборавите институција, тоа да го кажем. партија институција и ми се чини дека тие ликови кои што би се обидели да направат дериват партија нема да прават добро кај нивното тело. Види, Ама види, таму е познато едно време Тито Петковски направи здрав Тоа е продор. инцидент. Ивица, што се случува во НСДП? Ти одблизу ги пратиш тие дешавање во овие за мене непостоечки партии. На 4 јуни Мисовски против Трајковски, така? Слушаш ли ова? Слушаш ли провокации едно друго? Да. Да. Значи во Те моментов остави без зборови, не ми се Не, без. ме още знае зашто, затоа што добро знае дека преговараме како емисија со неколку луѓе од НСДП да ни дојдат да ни Ти гостуваат. одблизо ги следиш за мене непостечките партии. тоа е И после да, како да дојдат Добре тие дојдат. луѓе? Да, Да, Не, да, добре, да. после Тито Петковски драго ми бил човек кој го еден разумен карактер, цела фамилија кај мене гласаа за него на Борис Трајковски му ги украде изборите, покојни, така што. Не, обратно, Борис му ги украде. Не, Да. А Тито беше многу бољи председател од тој момент, ама го рачунаа за српски кандидат. Го знаете, почитувани слушатели и драги... Не, чекај, само сакам да кажам на Драгче, забораваш дека има еден пример. Примерот се вика Српска напредна странка. Во Карпош. Не во Карпош. Не, во ред. Ама тоа е во Србија. Српска напредна Ама странка. тоа е во Србија. Во Македонија до сега се покажа 30 години дека тоа се неуспешни Па и проекти. во Србија беше неуспешно до тој момент. Па беше неуспешно Добро, затоа секогаш што има Шешел прв пат. беше на слобода. Секогаш да не има го пратеа прв пат, но- Шешел, Ивица во Хаг, Српска напредна странка никогаш немаше да
да настане затоа што Александар Вучич и Тома Николич и понатаму ќе му носеа гајба пиво на војводата. Али како рече во Карпош исто така српска? Да, и во Карпош имаше... Да се вратиме на Темелко, Да се вратиме. Поштовни слушатели, Не, има... Темелко или НСДП сега? Темелко Чекай, па ајде. НСДП. Има во Македонија еден професор, не знам ни кај предава, знам така дека еден ситен прокелов човек со наочарчиња, се вика Темелко... Предава етика. Ристески предава етика, да, предавал етика, има доста добри колумни на тема етика. Сега, овој господин Темелко инаку бил ангажиран. Етика не предаваш и Тупанчевски века со... Не знам, не Добре. не верувам. Етика оној од Не, Каладарци антикорупција предаваш. како се викаше Антикорупција филозоф. предаваше Тупанчевски, да. Темков. Сега, Темелко Ристов бил ангажиран со договор на дело во Министерството за одбрана. Во јавност излезе едно писмо, извештај поточно подпишало од него кој го упатил до државниот секретар на Министерството за одбрана, значи ангажираниот од државата пишал писмо до државата, во случајот до Министерството за одбрана, кој има предмет извештај за извршената работа во текот на јули 2020 година. И сега таму има правил ова, правил она. Имал телефонски контакти со секторот за правни работи, ја проучувал иницијативата на Дејан Павлевски во служба на АРМА за определено време, нешто. И третата точка вели: активно ја следев изборната кампања и парламентарните избори до објавувањето на конечните резултати од страна на државната Ај, преведи го на македонски сега, кажи шо правил. Значи, трета точка, гледал телевизија, цела кампања ја следел што се случува како се случува. И за тоа бара пари. Напишав 10 објави на социјалната мрежа Facebook за поддршка на коалицијата Можеме во предизборната кампања. Значи, од државата овој го плаќале за да напише 10 објави на социјалната мрежа Facebook и поддршка за коалицијата Можеме. Пето, напишав 2 агитациони текста за поддршка на коалицијата Можеме, објавени на Facebook профилот на партија на пензионерите. И шеста точка, остварив повеќе телефонски и лични контакти со председателот на партијата на пензионерите, генералот во пензија Илија Николовски, во врска со агитацијата за потребите на партијата и коалицијата Можеме. Гледај шо професор Добро, не, ама сега имаме неколку прашања. И сега од ова пари Не, од државата. имаме неколку прашања. Значи, прво треба да одговори Министерството. министерката Радмила Шекеринска. Да. На што ги трошила народните пари? Дали Темелко е единствен или има цела плејада на темелковци кои што виселе на Фейсбук и за тоа добивале пари од Министерството за одбрана, горда земја членка на НАТО, нели, Македонија. Тоа прво. Значи, овдека станува збор, Радмила Шекеринска немала големи киксови во кариерата, меѓутоа ова е етички престап од огромни размери. Етички и законски престап дори. Тоа прво. Второ, има таму внатрешна ревизија тоа министерство? Не знам, а сега Значи, ревизија треба да види и законски, но и парично, како се воделе работи. И последно, Државниот завод за ревизија што прави, се разбира, не очекувам пратеничко прашање за ова, треба анкетна комисија за ова. Што прави парламентот, собранието? Собранието за ова треба да расправа. Значи, ова е сериозна работа. Значи, ние се смееме, као, будалетинка некоја, пишувала на Фейсбук и за тоа добивала пари. Ворете тоа, меѓутоа, ако тие пари се од татко ми, ако тие пари се мои, па јас од тие пари да си финансирам некој да виси на Фейсбук. Меѓутоа, од пари од даноците на граѓаните да се финансира политичка кампања, да се злоупотребуваат овие пари во предизборни цели, ова е вон памет. Значи, ако еден лик од кабарит на Темелко го правил ова, па можем да замислам колку пари се давале за Ненад Јовановиќ, за Ацо Кадрановиќ. Сега се обидувам на Open Finance да најдам колку пари добивал Темелко. Драган, што мислиш ти за случајов? Не сум го прочитав и помалку ми е така жално професор по етика се спуштил на такво ниво.
Да. Се спуштали ли бил на такво ниво? Се Па, знаеш добро, и тоа е. ред. Знаеш како, после идете зашто ни се факултетите и университетите на местото каде што се. Ништо не е случајно. Луѓе се продаваат и тоа е исто така еден, не е само проблем на сиромаштија, овде сигурно не се работи за човек кој што е во најмала рака не е сиромашен, не бати за леп, веројатно. Ние сме на ментално, на психолошко ниво, за жал, прилично. Дали ова како Прилично црков отидени. злоупотреба на сите овие работи што ги Па наведов? е. Не знам, мене ми е страшно. Мене ми е страшно и уште пострашно е што ова ќе биде срамота за еден ден. Утре веќе никој нема да се замара со овие работи. Ама треба да се занимаваме. Но знаеш. нема. Но нема. За лекција, Еден скандал покрива друг, вториот го покрива трет, ден за ден. Ние вечер во емисија веројатно ќе имаме повеќе други материјали и скандали извадено кои што сега утринава се уште не се излезени. крчкаат, а? Да. Страшна работа е ова што не се случува. Да ви кажам еве нешто интересно сакате од светот. Не, Некоја будала, само кратко кажано, некоја будала фрлала торта врз сликата на Леонардо да Винчи и Мона Лиза или Джоконда. Не му текнало дека таа е заштитена со стакло и фрлил торта со надежда дека ќе уништи, нормално го погодил стаклото. А зашто сакал да ја уништи? Па не пишува, сакал. Еве има и некое видео што не може сега да се прикаже. У секој случај Некој па така пробал да измени име на држава и успел. да, и го изложил И ја на уништил. Ме разбираш? види околу тоа што кажа некој излезе сега една некој скандал, некој подсетување. Овој како го викате градоначалников на Струмица Манулат. дека имал изјава пред изјава. Ама добар дечко, бе, имал градоначалник е добар. Имал конференција на печатот пред Ја утепав па се добар е. да. Имал конференција за печатот пред референдумот кај што рекол дека со глас за на референдумот Македонија влегува во пазар од пола милиарда жители. да. Тоа го вика Костадинов. Сега го намалив на малку. А додека пак еден од омилените ликови На Златев? на Златев. Усвари, можем да кажем дека високо е на пиедесталот. Кој? Забрчанец, нели? Да. Македонскиот Алистер Кембел. Аластер. Значи, Да? да, Да, ала каква држава така Аластер, нели? Добро, Аластер е врвен интелектуалец, има Алистер. завршено е факултет. не факултетот уредник до така. Не, Аластер Кембл има завршено факултет. Ама човекот на за разлика од овој, да. Многу длабоко има завршен на факултет. Па, не, За разлика од некој, така. Па прво тргаме од тоа, така? Слушај, ај да не се Нема, споредуваме. знаеш што? Знаеш да не се споредуваме. Драга, со знаеш што е индустријата. тезата? Види, што е завршување на факултет во основа? Слушај. Значи, темелно си прочитал 40 книги. Тайм Па тоа да не знаеш да го направи да кажеш. Ја имам друга теза, малку болја од вашата. Да. Ја мислам дека Маријан Забрчанец е македонскиот Беба Поповиќ. И тој има факултет. Ако треба да му правиме, да бе тој професор е, не озбилен човек е Беба Поповиќ. Не, озбилен, ама добро. Добро. Не знам кој е македонскиот. Не, ама сега да се вратиме. У секој случај тој даде брилјантна изјава дека 12 милиони пазар не се отворил. Да? 488 милиони исчезна. Видели, чека сега, видели како ја бранеше кој ќе биде економскиот дострел. Да, лубеници нешто што беше. Значи, вели еден селанец од Албанија ќе може да тргне од Албанија со камион лубеници и да го однесе во Белград без никој ништо да го праша и без никој да го сопре. Значи, Отворен Балкан го правиме за да можат селаните од Албанија да носат лубеници у Белград. Види се, ова Имаше на времето не емисија звукот на тишината, знаеш, за тоа треба да одмолчиме, знаеш. знаеш, ама не, види. Нема да очекуваш да каже нешто 21 век е стартапи, компјутери, сателити, Меѓународната- не знам, брзи пруги и едно друго. Лубеници од Албанија. Мислам дека чак и Ото фон Бисмарк имал посериозна економска политика, иако пред 300 години живееле. Ото фон Бисмарк пензиски систем вовел. Да. Да. Значи мала работа вието. Да. Луѓето А ние зборуваме луѓето работело дека столе на нозе И потом знаеш, мириле, пензија. да. Не. После пензија било кој веќе не може да стоиш на нозе, дај Боже,
некој од синовите да може да чува. Да. Тоа било. Па добро, и Пред, да. Значи, се сеќавам на еден настан од моето детство која Латас, Никола Младенов, Мирка и не знам и Геро праја некој ивент и каде што стаја лубеница и горе пишуваше го обравме Бостанот. Така. Сега треба само испод тоа да напишеме Угоди Милановац, знаеш, Така си ние очигледно го обравме Бостанот. Знаеш ли колку е тоа тажно, човече? Тоа ти си бил дете тогаш, кога го обравме Бостанот. Тогаш било добро. Од денешна перспектива, Сме го да. обрале Бостанот, Ние се обидуваме да стигнеме до дното. Јас велам да. Не, па знаеш како? Кога ќе стигнеш до дното, тоа е тоа. Тогаш природниот пат дека завршува ќе и рикнеш почнуваш и нагоре. нагоре. Нека нас нема. Кај нас тоа не доаѓа. Дното, тоа е од Прилепската школа за односи со јавноста. Кој е тоа се? Па Маријан Забрачанец, Убио човека е. Од Харвард, Оксфорд, Кембридж, вика Прилепска школа. Каде што имаш карпошко крило, тоа ти е Абе, добро. Петри Али Срачини, да. Срачини, многу ми Колко пречи. Бојановски, не знам од кај беше и оне плюс крилото. Концентарет. Не да карпаш, нямам па. Да. Многу ми пречи вака кога убави градови во Македонија како Прилеп, како Струмица добиваат лоша репутација заради по некој расипано јаболко што доаѓа од таму. Не бе, зашо Маријан е топ човек. Да. Квалитетен. Значи, види, сакате вие да се шегувате. Значи, ајде само да ви одговорам, должам на слушателите одговор. Од она што јас го разбрав е дека НСДП има намера да ја промени политиката и има намера да го развива независно својот партиски идентитет од Социјалдемократскиот сојуз. И наводно Кристијан Трајковски се залага за таа варијанта, додека па Горан Мисовски е за да продолжи оваа цврста преградка помеѓу СДСМ и НСДП и дека зад судирот се откријат овие две различни концепции, а дека од она што го слушаме, дека има помош од одметнати структури поврзани со власта и со судството, Горан Мисовски за да го направи конгресот со еден кандидат и да го И елиминира сега, Кристијан што се Трајковски. деси со тоа? Па не знаеме, тоа на самиот конгрес ќе се покаже, во меѓувреме се надевам дека ќе добиеме некој од НСДП, па ќе можеш да ги прашаш за тоа колкава партија се, како функционираат и така. Еве, овој Горан Трајковски би не бил драг гост. Кристијан. Да. Горан Трајковски беше оној. Да, Мизар, да. да, мислам дека тој се уште ја крои својата медиумска стратегија, нема излезено никаде. Предпоставам дека и вие сте го барале. Ама нема време, јас не разбирам, 4 јуни е конгрес. Исто јас не разбирам зашто веќе не почнува да го загрева теренот. Ние да. го чекаме господинот Горан Трајковски како наш фаворит за лидер на Не постоечка партија. Ова е само да кажам на Златев. Да, форма, да. Лидер на непостоечка партија. Не, ова како нели како ова ми звучи како ти текнува кога вас ве коментираше Пендаровски во едно интервју. Не ми текна. Кога кажа нели дека вие А за судењето тоа? судењето. За јавно обвинителство. Значи ги осуди, ги обвини, ги осуди И потоа ќе не помилува. провлече низ скалта и на крај рече ќе ги помилувам. Значи така и ова. Мене кога ме тепа обезбедувањето на Мјалков ме поддржа Стево Пендаровски, мада ништо не ми значи. Како те поддржа вербално? Пиша на Facebook Што рече? дека се осудува тоа новинари нешто джагара багара такви моменти. Така што почитон Треба да го бараме Миле за кафе. кој мили? Бошнеговски. Јас би го пречекал господинот Пендаровски овде да ни биде гостин Да. во својство на политички аналитичар. Нема што. Па затоа што поише не може од тоа он. Еве ја го гледам он како председател пак е политички аналитичар. Еве он не се срами да си ги каже ставовите како председател. Па еве да го прашаме дали може да очекуваме. А чека, вистина, познате Пендаровски дека има своја мислење, Драган? Звукот од тишината. Значи, да. Звукот, например, еве, види, ако кажеш Стефчо, да, он што на ум, тоа на друм. Па да, он Да. 3 емисија некоја. Дури Да. и пред
друг ум од нешто, и пред да му доен ум го кажува нешто. Не, ама Да, без да се преработи. дека е автентичен во мислата. Апсолутно, апсолутно. Или еве можеме да набројуваме уште такви ликови за автентичност, нели? Драгиша Милетич. Не, Драгиша, добро. Али но не се сеќам, еве што. Вие гледав емисијата со Страшо Ангеловски, морам И? да кажам, инфаркт ќе доживее. Зашто? Многу ми бевте, Прекрасна емисија беше? многу ми бевте тука Евроазијска унија, морам да Не бе, нема врска. Ја имав- Многу фин, еден културен муаб. Види, најубав муабет, прво, она што јас го забележав е дека неправедно господинот Страшо Ангеловски не добива Заслужено внимание. заслужено внимание, затоа што станува збор за еден интелектуалец, станува збор за човек кој што сериозно ја разбира својата политичка улога како лидер на маа конзервативна, но она што мене посебен впечаток ми остави е начинот на кој што тој ја разбира функцијата советник во град Скопје и председател на Комисијата за култура. Од она што јас разбрав е дека не зборам за оној основен минимум на кој што ние се радуваме. Замисли некој ги чита материјалите и прави седници. Човекот има сериозна концепција за тоа како треба да функционира. Па така треба да културата во биде, градот. Боцовски, гледаш ние на кој ниво Мене сме ме паднати. воодушеви, види, Тебе те воодушеви што некој имал намера да работи. Па мене- тоа ако не е пораст на сите стандарди, и не само тоа, тој даде коментар, еве, го прашавме, нели, и за делувањето на ВМРО, и за делувањето во како директори во сферата на културата и за овие од Тебе сега левица. тука едно прашање само за Златев без за крај, а партијата на Страшок во кој впаѓа кај тебе? Во списокот каде? Го остави без вој. да. Во списокот на партии на кои може би им се подпишало за пререгистрација. За пререгистрација. Не, види, значи искрено, Види. во Македонија веќе сум заситен од тоа, луѓето да ги делиме на тоа, овој ваков, овој онаков. Ма да. Дај да видиме што работи човекот. Значи овој човек работи, активен е и сериозно се сваќа својата роља и не само тоа, видовме на пример дека тој одстапува од она што е политика на ВМРО ДПМН, но заради повисоки цели, заради Македонија и заради демократијата во Македонија, тој своето место огледа во таа коалиција. И тоа е голема работа. Значи тој не се срами да каже дека има различно мислење. Јас мислам дека различното мислење е единствениот начин демократијата да обстојува. Да. Кој да, мислам дека е 9 часот. Лјупчо, се исклучи нешто и ти. Не бе, Знаеш, гледам тука во како Open Горан- Finance, се обидувам да најдам колку пари земал овој Темелко. Уште бараш колку пари Ама, дека, земал те. може да Ама е не преку сериозно гледај Екселов кол кафе. може да е преку некоја фирма. Може да е преку ауторски договор. Да, преку Како што авторски многу новинари своевремено беа плаќани од Петре Шилегов. А нели имаш Да? уште- се сеќаваш Авторски договори. Да, Ова те како сериозно бе? тврдење. Ќе јадеш? Ево Посеќам. слободно нека ме тужат. Чувствувам тужбици. Ама чекај, ова како Ненет Ивановиќ од општина Тетово што го плати, така нешто? Ненад ова Ивановиќ е не друго. гираш. Ненад Ивановиќ земал кешче со матичен број. Ама Ненад Ивановиќ А овие- не гираше жестоко тоа. Тоа Тоа бил друг, ама он од општина Кавадарци. Има тоа не гира. Митко Јанчев кој го плаќаше да го брани. Сега Луѓе- не го плаќа, па не го брани. Луѓе, Ненад Ивановиќ е аналитичар и тука треба да завршиме со секоја понатамошна. Ама чекај бе, нели вие кои излагате на телевизија, значи имате одговорност. АВМУ ве следи и Па така да, натаму. апсолутно. И се не ми е јасно со кој памет го викаат него, кога еве, ако јас како граѓанин гледам и ти си го представил аналитичар ваков таков онаков. Испаѓа сам не зборуваме за Ненад Ивановиќ. Испаѓа дека да речеме не завршил факултет политички добро, науки. бе, ама немаше И ни сега Никола јас те Младенов тужам, факултет, кој чекај, беше да, феноменален. меѓутоа тоа не го криеш. Не го криеш. Колја Не го Мрак криеш. нема факултет, мислам, овој... Не го спреда Колја Мрак и Никола Младенов, сега молим те се. Колја Мрак Значи, исто извонреден. Нема, чека се. Не, друго сакам да ти кажам. Што ми е Со идеја? мерак го гледам. Да, меѓутоа политички аналитик се значи дека завршил политички науки. И сега еве јас како гледаш можам да ве тужам и да речем сте ме довеле во заблуда. Можеш. Ако се докаже дека на пример некој нема факултет, а вие го представувате како политички аналитичар. Па не може затоа што Сотир Костов нема завршено политички. затоа што веќе тоа тие граници се избришани. Ама Кај не нас е во како Америка, аналитичари, види, како не е експерт, во тоа Америка. Добро не е бе, во сега на Германија, пример, не е- Урко е
магистер на безбедност, иако ја мислам дека е неписмен. Дали сега тоа значи дека они треба Урко да го викнат како безбедносен аналитичар и е компетентен, пошто е магистер? Арно, покрај него, дај, не се има уште зафркавај. 500 такви. Значи Немој се. во држава во која образовниот стандард е паднат, Ненад Јовановиќ е стандардот. Не е така. Почитувани слушатели, денес се 35. 2022 година. А ова е крајот на уште едно утро со Златев и Боцевски. Ова утро беше нашиот дописен член Драган Милосавлевиќ, кој и понатаму ќе ни биде заменски играч во оваа игра, се додека јас како патриарх на оваа емисија не доделам автокефалија. Дотогаш ќе останете во А автономен другиот патриарх што статус. ќе прави овој? Ovo je poluden Stonas. Овој патриархов другиот. Тој е рускиот Кирил е он. Јас сум Вартоломеј. Дечки, ви благодарам што ми дозволивте да гостувам. Добро е, инспиративно е се разговара со вас. Да. Дури толку рано на утре, така? Техничката реализација беше на Димитар Митровски Ѓураковски, односно на Димитар Митровски и на Димитар Ѓураковски, на двајцата Ѓураковски, двајцата Димитровски и двајцата во еден прилично добар ангажман ова утро. Автори на оваа емисија сме јас и Ивица Боцевски, главен и одговорен уредник е некој си Љупчо Златев. Останете со нас.